Јас на самиот почеток сакам да изразам длабоко уште еднаш сочувство до семејствата на сите загинати наши ангелчиња. Сега веќе нека си почиваат во мир. Ке продолжиме со разговор во нашето студио. Имаме гостинка од Систина, која исто така веднаш ги отвори вратите за сите повредени на оние кои што им беше потребна помошта. Доктор Камилија Бушлетич е специјалист по пулмологија во Аџибадем Систина и денеска ќе зборуваме токму за вдишувањето на чад од оган, за симптомите и испитувањата, меѓутоа еве за сите оние кои што преживеа, за нивните можеби понатамошни последици. Добре не дојдовте. Добро утро. Големо сочувство и од мене до сите фамилии кои што ги изгубија своите најсакани. Тешко е да се зборува. Да, за сите нас. Да. Верувам дека и за вас, со оглед на тоа дека и вие се соочивте со пациенти кои што дојдоа токму од дискотеката на смртта, која што сега ја нарекуваме, и бевте соочени со нивните последици со кои што тие се соочуваат. Посакуваме што побрзо оздравување на еден член од бендот на ДНК, кој што се наоѓа кај вас. Ги имаме информациите дека сега е во стабилна и добра здравствена состојба и посакувам да застане на своите нозе, но како ќе продолжи понатаму во животот без неговите членови на бендот и сето она што тој го доживеал, ќе е потребна многу и друга психолошка поддршка. Да се навратиме на темата односно да започнеме со неја за вдишувањето на чадот. И јас би сакала веднаш на самиот почеток со вас да поразговараме за оној азбест кој јас многу често сега имав можност да слушнам дека дечињата вдишувале азбест. Зашто поточно станува збор? Ајде малку да појасниме токму околу азбест. Да, точно овие неколку дена некои мои поранешни пациенти и родители на некои од децава кои што беа директни учесници во овој немил настан ми се јавија да прашаат што треба да проверат, затоа што им било кажано дека треба децава да се проверат заради вдишување на азбест. Прво сакам да ги смирам сите дека во моментот прво не постои начин тоа да се провери, а друга работа е да објаснам дека азбестот е еден тип на минерал во форма на влакна кој што се инхалира и доаѓа во белите дробови и таму останува. За да има несакан ефект, треба да поминат 10 до 40 години и последиците кои што може да ги направи се врзани најмногу со времето на експозиција, фреквенцијата и колкава количина од тие влакна се вдишани, значи еден кумулативен ефект. Познати се исто така сознанија некои дека и едно акутно експонирање може да даде, но од друга страна сакам да напомнам дека во моментот не постои бел дроб скоро, значи не постои човек кој што во своите бели дробови нема такви влакна, бидејќи истите се наоѓаат и во почвата, и во водата, и во воздухот. И ние секојдневно, значи во еден постои некоја пресметка дека во еден кубен метар на воздух, значи ние имаме вдишување од 20 до 200 такви влакна. Значи какви последици и што би имале, тоа во моментот е апсолутно невозможно да се знае, но не треба да се плашиме заради тоа што обично тие заболувања кои што ги прават се повеќе од типот на професионални заболувања. Па да, добро е да расчистиме околу азбестот, затоа што подсвесно веќе ни влезе во психата и мислите токму со оглед на тоа дека како заплашување едно го не е потребно во секој овој момент да имаме дополнителни стресови и оптеретувања и за децата и за родителите. Да, така. Како што јас напоменав и кажав, Систина ги отвори своите врати веднаш за повредените од оваа наша немила ужасна трагедија, несреќа, како веќе и не знам зборови да употребам па да ја наречеме, што сите нас не снајде. Со амбулантните возила со примање на пациенти. Секако, еве, апел и до сите, сакавме тоа да го споменеме и да го напоменеме, кои што се соочуваат можеби со проблеми, кои што дали
отпосле се јавуваат симптомите на дечињата кои што вдишале чад, па може да има некакви последици, ке ни појасните, меѓутоа да напоменеме и да не заборавиме дека Систина се уште ги има нормално отворено вратите за овие дечиња. Јас сакам директно да се обратам на секој оној кој што беше учесник во оваа несреќа, дека ние сме тука за вас. Секој оној кој што ќе има некој од симптомите за кои што ќе збориме понатаму или едноставно нема да се чувствува добро, ние сме отворени секој ден. Нашиот кризен штаб формираше уште во неделата цели конзилијарни тимови од различни специјалности за да пружиме апсолутно најдобра помош и тие истите се уште функционираат. Систина на располагање го остави целокупниот хоспитален капацитет и да не ги заборавам нашите возила кои што беа на теренот уште од почетокот според потребите во координација со Министерството за здравство. Секој оној кој што ќе се најде во некој дел од она што сега ќе зборуваме, слободно дојдете, заради тоа што ние сме таму заради вас и ќе останеме достапни до вас се до оној момент додека вие имате потреба за помош од нас. Да, секако да напоменеме, мораме сепак во јавноста да се знае дека безпаричен се разбира секако на доместок. Сега, ајде да зборуваме значи за симптомите. Секако дека сите во срце ќе ги носиме оние кои што ги испративме, нашите ангели, нека си почиваат во мир, меѓутоа оние кои што останаа преживеани. Сигурно дека починатите вдишале енормно голем загаден чад, како и да го наречам, вие тоа подобро ќе појасните од оганот, меѓутоа оние кои што преживеа. Ајде за нив затоа што јас мислам дека има некои случаи после неколку дена што ги почувствувале последиците во вид на задушување, меѓутоа ова како мо едно подпрашање, вие секако дека како специјалист доктор по пулмологија ќе ни објасните многу подобро сега. Значи, она што се случуваше при пожарот, тоа е една интоксикација со дим. Интоксикација со дим значи оштетување на дишните патишта и на белите дробови од топлина, од дим и од токсични гасови, кои што даваат различни клинички слики и оштетувања зависно на тоа кој дел од овој респираторен тракт е зафатен и плюс има системски токсични ефекти кои што ги дава јаглеродниот моноксид и цијанидите. Тие се оние кои што се во најтешките случаи, кога имаме системска интоксикација, кога CO2 се врзува за хемоглобинот и не дозволува да се врзе доволно кислород и тогаш сите ткива во организмот страдаат од една хипооксија. Тоа се манифестира стартно со некоја главоболка, мечнина, нагон на повраќање, а во следна фаза при потешките интоксикации доаѓа до пореметување на свесноста и една коматозна состојба. Во однос на другото, значи е 3 нивоа на кои што можат овие гасови да делуваат. Тоа се прво горните респираторни патишта, таму повредите настануваат од температурата и она што се од топлината и она што го прават изгорениците по кожата, такви слични промени се гледаат и по слузо кожата на респираторните патишта. Тоа оди во смисла на црвенило, на еденото, појава на меури и понатаму улцерации. Сето тоа се манифестира кај пациентот со една болка, промена на боја на гласот, може да се манифестира со кашлица и болки позади градната коска, бидејќи овој синдром оди до гласните жици. Ако дојде до интоксикација, не само со таа топлина, него доаѓаат тука и други гасови, токсични алкалоиди, доаѓа тука сулфур диоксидот, фосгенот, тогаш и секако во зависност од типот на изворот, од што материјал горел, може да се јават и PM честички. Они доведуваат до
појава на една нарушување на нормалната структура на служокожата. Самите дишни патишта во себе имаат големи број на нервни завршетоци и се ослободуваат неуротрансмитери кои што од една страна привлекуваат воспалителни клетки, стимулираат таложење на фибрин, доведуваат до зголемена пропусливост на крвните садови, па се јавува тој отток, ја нарушуваат нормалната функција на клетките кои со своите трепки ги чистат секретите од нашите дишни патишта, а и прават зголемено создавање на секрет кој што ги затвора дишните патишта, ги стиснува и пациентот тогаш, освен што кашла, може да има и свирење во градите, потешко дишење, да паѓа дополнително кислородот и ако... Затоа велиме потребна е кислородна поддршка. Да, последно е ако дојде до оштетување и продор во белодробието, тогаш овие тегоби се уште повеќе изразени. Самите затварање на дишните патишта можат да направат делови од белодробието кои што се безвоздушни, тоа е една телектаза, и дел од нив да се исполнети и со течност, заради сите овие неуротрансмитери што се ослободуваат и можат, ако се работи да во тој огин горело и дрво, да се ослободуваат и PM2,5 частичките кои што продираат најдлабоко, иако е подолг престојот на, значи, на изложеноста во една таква просторија затворена кај што имаме пожар, тогаш може да биде и појава на така наречена влажна плуќа или шокова состојба на плуќата, познато како АРЦ, што им се случи на оние деца кои што беа и во потешка состојба покрај изгорениците кои што одат паралелно во овакви случаи пред еден пожар. За жал ке се изразам во комбинација која што носи токму вакви последици кои што сега вие многу убаво секако како пулмолог ни ги објаснивте. Меѓутоа, ајде малку и околу лечењето сега. Колку е долг процесот токму за сето ова што ни го објаснивте, за да пациентите се ослободат од сето ова што го слушнавме до сега? Па, овие првични горни респираторни манифестации, тие се јавуваат најбрзо, обично во првите 24 часа. Но овие што се колку е подоле во дишните, да тие можат да одат до 72 часа. Арцот како арц секако кај најтешките оди брзо, но некој пат може и повеќе денови, после неколку дена да се јави. А една од работите кои што треба подолго да ги пратиме е да кога е вака оштетена слузницата и е отворена бариерата која не штити од продор на бактерии и вируси, постои можност до месец дена да се јават воспалителни промени на белите дробови, така да треба да се внимава и за тоа. Да. Што значи дека ова ќе биде исто така и еден апел до сите родители на кои што дечињата беа присутни таа вечер, без разлика дали излезени надвор. Еве, од видеоснимките можевме да забележиме дека чадот, димот поточно, излегува веќе надвор во како еден цел голем облак. За жал се подразбира, меѓутоа, дали сите кои што беа таму присутни таа вечер треба да се јават за понатамошни испитувања на доктор? Па тие кои што најрано излегла и кои што немаат тегоби, обично се обсервираат 4 до 6 часа. Меѓутоа, секако на секој што ќе дојде и што дојдоа децата кај нас на контрола, им дадовме телефонски наши броеви да било што ако во наредните денови се случува да ни се обратат. Кај другите треба да се направи контрола, поготово ако ги имаат тие симптоми на фатен глас, кашлица, свирење во градите, еден звук кој што се јавува при вдишување, како буква И, тоа е дали треба да се јават на контрола оние кои можеби не почувствувале дури никакви симптоми превентивно или? Значи, ако имаат и најмало сомнение дека нешто не име како предходно, секако да. Да, така.
За лекувањето кажавме секако дека зависно нели од тоа кој како и на каков начин го има вдишено димот, меѓутоа еве за оние потешките да кажеме пациенти со кои се соочувате, каков е процесот на лекување и кога може да се очекува после кој извесен период тие повторно да кажам, да дишат нормално, самостојно, без никакви други последици? Значи, најтешките се веќе во голем дел на институции во соседните земји. Благодарност и кон сите колеги кои што помогна и сите земји кои што ни помогна. Така, големо благодарам. Тешко е да се даде прогностички колку време ќе трае нивното лекување. Добро е тоа што се они стабилни, така да би се очекувало и се надевам дека во секој нареден ден тоа ќе биде подобро. Тука не можам да спекулирам за да кажам точно колку време ќе треба. Не е битно ни времето колку ќе биде, битно е да они се вратат назад пак. А по однос на другиве пациенти, значи, обично од 7 до 10 дена би требале овие кои што имаат обструкции, значи тие свирења во градите, кашлици, кои што имаат болка, чувство на болно грло, заради тие симптоми би требало веќе да се повлечат. Да се повлечат. Да. Имаме време, уште еве неколку 5 до 7 минутки, па јас би сакала, со оглед на тоа дека веќе сте ни во студиото, и да поразговараме кога веќе сме за вдишување на честички, чајат, оган, симптоми и испитувања, меѓутоа би сакала да се навратаме на она што сите нас не загрижува секако, а тоа е загадениот воздух кој го вдишуваме. Сега нешто почесто не зборуваме толку, но кога е загадено ние секогаш нели алармираме, зборуваме, се плашиме, нормално е секако. Што правиме со белите дробови, како да ги заштитиме од загадениот воздух, еве ваши совети? Значи, прво вака и за овие пациенти сега што, мислам, во несреќава, не можам да ги кажам пациенти, него учесници во несреќата, вика, најголем дел од нив ќе имаат добри бели дробови и ќе се опорават. Меѓутоа, основно е секаде кај што ќе прочитате дека опоравувањето е можно, меѓутоа треба да биде здрав, чист воздух. Сега, ние немаме чист воздух. Значи, не се работи само за деновите кога се екстремни пиковите, реално ние немаме чист воздух во тек на целата година. И тоа е нешто што не обрнуваме внимание кога се на некое пониско ниво. Па сега, знаете како, секоја од тие оштетувања не идат нагло. Болестите кои што одат со загадениот воздух, да, имаат некои акутни симптоми кои што ќе се јават, но заболувањата се после одреден долг период на изложување, а ние, на жалост, поготово Скопје и Титово, сме секој пат меѓу првите 10 најзагадени градови во светот. И тоа е страшно нешто што, иако и ние збориме, и вие зборувате, и сите знаеме, тоа си останува така, а сите сме изложени на тој воздух, и сите имаме иста шанса да добиеме едно од многуте заболувања за кои што се знае дека директно се врзани со таа контаминација и загаден воздух, а во основа се болести кои што можат да се превенираат. Само ако имаме чист воздух и нормално здрави животни навики. Значи, тука иде пак пушењето, спортските активности и се друго. Да. Еве да, ќе ги искористиме поточно минутите за совети до сите нас за да ги заштитиме нашите бели дробови, затоа што како колку ни се потребни за понатамошниот тек во нашиот живот, знаеме за загадениот воздух, меѓутоа дали помага и кога одиме на планина, но повторно се враќаме назад во загаденоста. Дали барем нешто тука може да се прочистат на било каков начин? Белите дробови или повторно ги внесуваме отров, да кажам, во нив? Тоа е исто ако ме прашате дали ќе услабам ако еден ден не јадам. Не јадам, да. Значи нема никаква врска. Затоа што знам дека многу родители сакаат да ги однесат своите деца да продишат чист воздух на планина
И така натаму бегајќи нели од загадениот воздух, меѓутоа мораме да кажеме и тоа да го знаат дека сепак нема никакви резултати ако повторно се вратиме онаму каде што го вдишуваме загадениот воздух. Целосно треба да се зголеми нашата свесност. Ние сме и како поединци кривци, меѓутоа и оние кои што треба да направат нешто, крајно време е веќе сериозно да размислат за да се сменат некои работи. Ние она што самите може да го смениме, меѓутоа голем дел и не зависи од нас, така да ќе треба сите заедно да направиме нешто ако сакаме да имаме здраво население и да не ни се случуваат работи вакви како што ни се случуваат. Од заклучок ќе донесеме дека загадениот воздух е еден тивок убиец. Да. Тивок секојдневен. И не само за нас, него и за сите генерации кои ќе доаѓаат, заради тоа што тоа е една програма која што треба да трае со години. Добро, со кој респираторни ние како нација, според вашата статистика како пулмолог, респираторни проблеми се соочуваме и болести? Па, прво, алергиите не само во Македонија, него и цегде во светот се во страшен подем. Да, не само респираторните, него и со исхрана, значи на алергиите на храна. Астмата е во страшен подем. Денеска се повеќе се зборува, значи не само генетиката, не само навиките, дека основно за настанување на астмата во дечијата возраст се баш загаденоста на воздухот. И се повеќе знаеме дека тој загаден воздух е и првата причина за добивање на карцином на бели дробови, кој што во моментот е еден од најголемите убици уопште на целата светска популација. Ви благодарам, докторке, што бевте дел од утринската програма. Секако апелиравме до сите оние преживеаните и оние кои што го вдишеле чадот, систина отворена за овие пациенти во секое време и секако се гледаме повторно на некоја друга тема.